Италијански бизнисмени го враќаат сончогледот во Источна Македонија. Странските инвеститори планираат да ја вратат и истребената грлица, позната како птица нелетач. Штипјани се задоволни. Велат дека овој проект ќе даде голем бенефит за земјоделците, но ќе придонесе и за враќање на речиси сите истребени видови на прелетен дивеч. Повеќе за оваа тема во вестите ќе ни каже колегата Дејан Ефремов. Дејан, повели. Добар ден, Бубе, добар ден од Штип. Разговараме со нашиот соговорник во вестите во 15 часот, господинот Владко Панов, соработник за зачувување на животната средина во Штипската локална самоуправа, познат и признат еколог, и од него ќе ги слушнеме основните детали за овој интересен, не секојдневен, би рекол јас, проект кој што го спроведува ловното друштво Штип од Штип. Меѓутоа, какво е и гледиштето од страна на екологистите, од страна на Штипската општина? Господине Панов, добар ден. Добро дојдовте во вестите на Канал 5 во 15 часот. И веднаш на почетокот, кои се бенефитите, кои се ефектите од ваков интересен проект кој што го најавија странците, односно странските ловџи од Италија, и кои што веќе вложија во засадување, враќање на сончогледот и ретките веќе, да не речеме, истребени птици нелетачи во овој дел од овој дел од Македонија? Значи, добар ден до вас, добар ден до гледачите на Канал 5. Во секој случај, ние како општина е за поздравување оваа иницијатива од страна на италијаните. Ние би сакале се повеќе и повеќе да се случува такви иницијативи од нивна страна, односно имаме позитивни ефекти како од областа на животната средина, така и од областа на ловниот туризам. Преку овој ловен туризам едноставно имаме повеќе доаѓање на ловџи од Европската унија, од земите со повисок развој. Што са? Во однос на еколошките аспекти, ние еве за, кои што самите рековте, имаме намалени количини на сеги на сончогледот, што значи со ова го враќаме сончогледот на територијата на Штип и пошироко. Сметаме дека е позитивно со тоа, и со садењето на оваа иницијатива за садење на сончоглед, сметаме дека ќе се врати и тој прелетен дивеч, односно грлицата, со самото доаѓање на грлицата ќе се добие или ќе се донесат и други прелетни дивечи на оваа територија. Значи би се изменила така речи генерално еколошката слика на овој реон, кој што за жал е малку по-пуста од годините кои што се взад нас. Да, апсолутно се сложуваме ние како екологисти, како локална самоуправа со ова, се позитивни ефекти имаме, со ова ќе се врати ова култура, со ова ќе се врати и прелетниот дивеч, со ова ќе имаме повеќе туристи, со ова ќе имаме по-голема афирмација на локалната самоуправа, односно на животот на Источниот плански регион. Благодарам. Бубе, разговаравме со соработникот за зачувување на животната средина во Штипската општина, господинот Владко Панов. Ги добивме првичните детали околу тоа што значи овој проект, оваа иницијатива, која што ја го враќа не само сончогледот, но и карактеристичните ендемски видови на птици нелетачи во овој дел од Македонија.